Рана пролет, скоро пладне, ништо не... Рана зима требаше, а? Па се решив низ Битола јас да прошетам на стари места кај што растев да поминам, на младоста да се подсетам. Гледам некои нови деца, не ги познавам, затворам очи за миг и се сеќавам на ова исто место безброј ноќи неспани, рујно вино, гитари, песни до зори. На ова исто место безброј ноќи неспани, рујно вино, гитари, песни до зори. Еден живот, една младост, верни другари, кога се ќе мине, само стари спомени. Една љубов, една желба неисполнета, но ништо назад пак не се враќа. По долго време очи своји тешко отварам, влажни се, но никој тоа не го засега. На сатот гледам, веќе време е да заминам таму кај што припаѓам. Полека се враќам назад и размислувам, што ли сега јас да сторам, што да направам. Застанав, се насмевнав и реков, сега знам, добро ке се напијам. Застанав, се насмевнав и реков, сега знам, добро ке се начукам. Еден живот, една младост, верни другари, кога се ќе мине, само стари спомени. Една љубов, една желба неисполнета, но ништо назад пак не се враќа. Еден живот, една младост, верни другари, кога се ќе мине, само стари спомени. Една љубов, една желба неисполнета, но ништо назад пак не се враќа. Но ништо назад пак не се враќа. Колку лабаво му влеговме во лабаво, бе. Брато. Кај си е, Дзер? Ова песна ствари треба да ја пее некој што не е од Битола. Викат најбитолска песна, но треба некој што не е од Битола, треба некој ко мене. Треба некој што има тука студирано, што има тука така, спомени што има. Што кога ќе се врати Битола го мава вака една носталгија јака. Бога ми, јас сега како битолченец не ни знам, сега ја научи пуспат. Ај, спомени, брат. Многу чудна работа, брат. Многу песни што треба да ги знам, не ги знам, не знам зошто ете така, ги немам, ми се немат погодено да ги чуем. А песни што никогаш нигде нема нити да ги свирам, нити ги знае некој овде, ги знам напамет. Ја и сега. Ја да ти кажам, правев сега пред неколку месеци еден репертоар на компјутер, пишував, стигнав до 2300 песни што ги знам, од почеток до крај, без да гледам текст, без да гледам ништо, мислам акорди никогаш немам ни гледано, послух свирам како што ќе ми дојде. Али 2300 стигнав, 1000 нешто англиски, 1000 нешто македонски, стигнав уште 2300 они XU српските и баталив, не пишувам појки. Оти кај се сега турбофол, кај се народни што ги знам, кај се XU што колку ги знам. И викам џабе пишувам, викам што ќе ми дојде и ќе си свирам, кога ќе ми рече некој така, ќе свириме заедно вака така, пушти ми нешто репертоар. Што ги типуја, бе, тере таму. Снаоѓај се, викам, кај ќе ти пуштам репертоар, викам, нема. Преако е, јас обично така, кој ми речат, песни да ти пуштам за емисија, бе, уживај, ќе се ти ќе видиме, ќе правиме нешто. И кога ќе дојдиме вака, и кога ќе треба, ќе му речам, пушти ми ја песната, и пример, ја немам слушнато, ќе ја фатам. Ја фати, ја фати, то ни е работа, тера, ајде. Работа ми е да фатам. За песна, да. Кај си е, Звер? Секаде. Секаде, те гледам, те пратам. Денеска, вчера свирев Битола, вечер свирам Кочани, утре сум Демир Капија, петок сум Штип, сабота сум Скопје, недела сум преку ден на Осогово, горе на планина, вечерта пак Скопје, понеделник Кавадарци, вторник ми е жими се еден така слободен ден пред Нова година 30.
И 30 За да настиниш таму. Да. И 31 кога ќе пукни дневна вечер на први, дневна вечер на втори, така натаму. Преако, јас така пред свадба, мислам не пред свадба, туку пред да запросам Милена бев. Не знаев дали ќе запросам, ама така си направив некако, чеге реков некој денар да заработам. Оти требаше, планиравме да одиме за Истанбул. И ја реков да искористам новогодишно и ја заредив. Неделата претходно дење е ноќе ваму свириш таму пред пекара, пред не знам шо. Журки кај шо имаше сегде. И нова година дента вечерта, другиот дента вечерта, умрен третиот не бев нигде, ми се јавија, брат, чити мене, ајде. И направив му шедна. И брат, после тоа се женив, те поварав Милена и наредната нова година си викам, знаеш шо ќе се малтретирам. Да ми се јадовме Рим. Лани не се сеќавам ни кај бевме, годинава нојме нигде, пошто сум мали од дома. Ќе си направиме домашна онакво атмосфериче. Како беше тоа? Кај ќе одиш на одмор? Дубај. Вие па ние дома, па најо. Ама, ќе одиш Дубај, по авиони ќе се тегниш, жешко таму, ќе нова година то жешко таму. Преако. Добре, не. Искрено ти кажам, периодов е многу бурен, се знае тоа за секој музичар. Баш имаш едни твитови, дојдеш дома, ги затвараш очите, ти звони аларм, стануваш, гитарата на грб продолжуваш и нема, овој период е многу бурен и многу ми е чудно кога ќе ми рече некој, ајде сега се парите едно друго. Не, се сега парите. Нема врска. Кој пари? Не, знаеш шо? Горе-доле, пак истите пари ќе ги направиш, нешто плюс минус, зависи од месецот. Али рекламата е битна во овие предновогодишни свирки. Пошто луѓето си излегуваат веќе поднапиени, дали били на некоја предновогодишна кај што части фирмата кај што се направиле дроп, дали Тие најмногу. Не е битно, ама веќе кога ќе дојдат кај тебе на свирка, веќе се тие направени, ломи сите си излезени да си поминат убо. Тоа е најуба реклама, ти кажам. Точно, сите снимаат со телефони. Ти немаш ни работа. Првиот збор од песната и се тргаш од микрофон, после сами си пеат сите. Уствари, на нормална свирка е потешко, ти треба да ги напиеш, па да тргни работа, да вака кои ти дојдат напиени. Додека ги загрееш, додека да почни првиот саат време ти е, не знаеш што да свириш, ништо не пали, после веќе почну. Вака сите почнуваат уште од одма и едноставно јас што викам, периодов не е толку многу за финансии, колку што е за реклама и за капарење на свирки за цела година следна, што следи. Така. Оти тие после знаеш, еднаш кога ќе си поминат ово, после ќе те викни на роден ден и на крстевка, дај Боже, и на се поред, ќе те викни и ти едноставно си го освоил човекот. Така е, брат. Така да овие се затоа, сега му викаме на гитаристот што свири нов со мене, викам стегни заби, викам сега, викам до Водици, викам сме фул. И вика прати ми распоред и му пуштам, вика што распоред, вика секој ден, викам распоред. Нема, брат, јас така бев исто ко беше идоло. Се сеќавам дека тој јануари пред да влеземе во тие гала вечерите, оти бевме веќе на телевизија и почнаа свирки дур не крени цената тогаш да искористат сите. И брат, товарени, одиш испит Скопје на возо, не ни со кола, на возо се враќаш Битола, одиш свириш, па земаш колата, одиш Охрид, па не знам каде. И кога дојдов соло пеење за полагање, умрен. Колку само што влегов низ врата ме гледа професорката, што си вако бе, бегај дома, а веќе пеам, кај ке пееш, вика, а јас глас нигде. Тоа е, знам што. Хаос. Да ти кажам некако чудна работа, не можам да го објаснам тоа како, ама научив да го чувам гласот. Значи да пеам и пак да не го истрошам гласот. Научив да го правам тоа и ми се дешава, имав рекордот ми е 12 свирки во една недела, а 5 во еден ден. Тоа ми се рекорд. И после петата свирка во истиот ден, нормално си правам муавет. И баш ми вика вика како бе ти по свирка најаш пета свирка, нели ти фаќа гласот? А викам не знам како. Не знам да го објаснам тоа нешто, ама научив да пеам, а да не го онака претрошам гласот, дали е диафрагмата што ќе користам повеќе, дали е некако си ги правам песните малце пониско, по тонелитет едно друго. Си го нашол онаквото, формулата си ја нашол. Да, формулата, шемата. Нема, кој нема тезга свирено по-често, не знае колку е мачно. Мене ми е максимум 4 свирки во дено, ама тоа беше на iOS и беа свирките беа мачни до тука битно. Со требата да бањаат таму. И сам брат и озвучење потивко и ова она и знаеш се напнуваш, луѓе урлат со тебе, ти сакаш да биш погласен и цело време
И секој ден свириш по 2-3, едни оден 4, па другиот 3, па пак 4, и цело време вака, и на почеток е тешко. Кога се навикниш, кога си ја најдиш формулата, после вате кога сака нека е, не е проблем. Шо, ја, ете, летово сега бев хрватски, тоа заминав рок-н-рол хрватска. Ја качив гитарата, качив возвучници во кола и заминав хрватска. Тргнав. Ако има, ако не е здравие. Еден другар таму беше на работа, кај има место за спиење, има. Ајде, директно кај него во дискотека, појдов таму работеше во дискотека, ајде вечерта дискотека, вака така наредниот ден одиме нешто на плажа, вака да гледам на едно местенце, пишува лайв мюзик, викам вечерва, имате живу свирку. Вика, па знаеш тоа е било звони телефонот, гледаш за свирки бараат. Телефон звони, нема мрдање. И вика, знаеш, тоа беше, знаеш, летото, сега септември не правиме нешто вака. Викам, добро, јас прашувам, јас сум музичар. А вика, шта свираш? Викам, по све. Вика, странско, да. А вика, хрватско? Викам, свирам и хрватско. Вика, дојди вечера со 7. Цезарице одма. Ома, Цезарице, Мезаници, сега би странско, таму во Пула бев, имаше многу странци. Има. И направив така од 7 негде почнав на зајди сонце, башка на обала беше, испоседнати во ресторанот. Почнав да си свиркам, ја ставив куферот од гитарата, ја ставив вака пред мене, кој помини замени 10, 15, 20, 50 евра, вака така. Супер, остава странците, нема мрдање. А ви хрватите? И хрватите се добро, и те се странци. И те се странци, Европа. Крена рейтингот, да рече. Абе нема, и ти викам, направи се и ми вика супер, вика, ова е било, вика, супер. Вика, кад си ти, вика, ту, вика, ја, имам, вика, 6 пута више промет, викам, супер, знаеш. Утре, вика, шта радиш? Му е лижни. Викам, јас сум тука една недела, викам, кажи, вика, една недела, сваки дан, вика. Викам, ја можам. А може, викам, супер. Идем, и секој ден, и одмор си истерав. Ке се искапиш, ке се исушиш, ке се... Преку ден плажиче, свиркиче, после тоа кај другаров во дискотека, тој на Шанк работеше, на Шанкче ке си седниме со него. Да ти кажам, преубава екипа бевме, убаво си направивме. Преако, нема поубаво. И јас така на Иос бев плажата, онака ја гледаш од тука погледот, долу карпи, плажа, она луѓето јадат, пијат, и странците кофето клаено, ако си ти платен, викнат, небитно, ќе помини, ќе ти остај. Тоа беше, знаеш, онака изненаđење. Си викаш странци, ти ние, пример, балканците, ние фрламе пари на музика, си викаш странците, ај така, ќе остај 5 евра, нешто, 10 евра. Ми вика еден, дали ја знаеш Тенеси уиски? Ја знаеме, реков, ќе ја направим извадов на брзина текст, јас не ја нимав свирено. Ја исвирив. И после тоа почнав некоја друга рандом што ми дојде на таа песна. И се погодило и та да му омилена. Иди, братот и ми остави. Си вика, 5 евра им оставено. 2-3 имаше, по 5 евра, некој онакво. Дирнувам во кофата, 100-ки, 50-ки, Тенеси уиски ушене, рага. Како иди онако. Се дешава. Ја тоа ќе го кажувам нонстop, значи, најголемиот бакшиш ми е изваден ниту на свадба, ниту на крштевка, ниту одење по невести, а сегде сум свирил. А најголемиот бакшиш ми е изваден во Чаршија, во Скопје. Значи, таму познато е дека најмалку е платено за музичарите, најмалку се платени, ама па имаат секој ден свириња. Од понеделник до недела тие си имаат свирки. Значи, можеш Божј ден да си свириш таму, можеш секој ден да си свириш таму. Такви си луѓето си функционираат и убаво функционира. Моментално Чаршија е разработена и многу добро функционира, ама ете така, си функционираат со колку што може помалку да си платат за да си има нешто. Домакински. Али ете, свирам во Гостарград пивница горе, свирам и се паркираат два автобуси холанѓани, слушнаа дека јас свирам, преку ден беше и тоа, слушнаа дека свири гитарче, музика, ја нешто фати Red Hot Chili Peppers, свака така. Ме слушнаа, влегоа, порачаа по една кригла, знаеш ли ова, знаеш ли она, ја викам, ај ќе пробам, и ми бараат таму некои песни странски, ја почнувам вака така, имаше една кригличе, пишуваше на неа типс. Еден од тие холанѓаните ја зеде, сврте вака еден круг околу тие 100 што беа луѓе, сите беа мажи, пукаа огномети, правеа не знам едно друго, сврте со криглата ми ја врати, полна. Празна зеде, полна ми ја врати. Супер, свиревме се едно друго вака така, на крај одам, бројам колку, што како имат оставано, вкупно имаше 1800 евра. Машала. Викам, сите по 50 има оставено, по 20, по 50. Викам, гледај, значи, на свадба нема да ги направиш, нели? Свадба ки тоа не знам кај да свириш свадба. Па тоа е, брат. Јас ко свирев Холандија, тоа беше исто
многу чудно и онака неочекувано искуство, пошто влегваш и те гледа басистото. Виктор, црнец басисто. Ја реков од каде, разбираш, тој женска имал во битола. И да, бе, преако. И почнува Марија. Ајде ми вика, ајде, аз се качвам навина. Почнуваме тука, почнува дурлат, сите иди газдата, свирките, да ти дого, колку време си тука, шо знам, недела и пол. Кај мене си 2 пати во друг клуб, 2 пати ваму си, и знаеш, збунет идат луѓе, музичари идат луѓе, од таму се сликат како никој не те знае, никој не те познава, ама таква почит имат кон музиката. Небитно кој си од кај си, ако те бива, ако си го правиш нештото, почит имаш, брат. Така е. Абе нема шо, музиката треба и секој да ја почитува. Реално, јас сум од оние луѓе што ќе појдам на свирка, сакам да уживам и како сакаш свирим и што сакаш грешиш, што сакаш прај, не ти наоѓам никакви замерки. Не ќам воопшто да се осетиш ти дека јас сум дојден тука да те слушам тебе нешто да ти квалитет. Не, бе. Така. Уживај, ќе си поминеме убаво. Па тоа е најбитно. И то затоа ја правев емисијата, аз уствари сакав и други луѓе да викам, оти многу често гледам дека кога има пејач во собата, му е срам на луѓето да пеат. Неш да ме како не сега ќе пеаме, бе, брат, не сме тука суди дојде ни сега, дај да изуживаме да си спееме, знаеш. Ја викам појќе од него шлакам раци, ајде викам, да те направиме, викам дигни се, викам расположи се. Дај да маниме некој песниќе. Што сакаш да свириме? Многу се замобетивме. Сакаш новогодишно нешто? Новогодишно сме сега, шо е ова? Секој ден е петок, јас сум баш масон, на петок живо пиле немам град, сегде тапа Джонсон, привидејќи цел град е кај мене дома, јас правам жур, немалу, сабабалула до максимум, многу гужва е, моравме да се раскомотиме, нема гајле, апсолутно е подржуваме. Како дома ние се чувствуваме, такви ве сакаме. Преку ден, цела ноќ, луѓечка, забава до безвес. Преку ден, цела ноќ, луѓечка, забава до безвес. И септемца ќе ти бајам дану до заќути игде, бе. Ајде, добре. Се бувели сега. Кај што зракот почнува, таму сонце доаѓа, не го знам текстот, човек. Кај што срце посака, па да направи, за да избега, таму сила зема, топли ветрови, таму кај што си. Како песна ангелска, душа што ти милува, како игра ѓаволска, што те станува, ранува. Бей, каква ли си магија, пожар направи, што не згаснува. На старо винова не се мириса. Се по-старо ти си уште далечна, но срцево е мое безсмртно. Се дурте има тебе во него, кај да бидам ќе те чува. Моите макнежи, таму кај што си, ќе те милувам, каде и да си. Моите макнежи, таму кај што си, ќе те силувам, каде и да си. Ама мора да си правиш така малце миксчина од песните. Не за друго, ти имам приметено дека луѓето кога ги сецниш малце, кога ќе не се навикнати на нештото, малце поќе внимание ти дават на моментот. Точно. И ќе му фрлиш нешто таму, една коска што викаме. Многу знаат да се налутат,
Многу знам да се Знам. наузат, Не ми го можеме, менуваш не. текстот, Да. така, ама тоа малку и зафркнато е, тој си ја пее и кога сака да запее и ти ќе му смениш текстот и тој испаѓа глуп пред другарите, знаеш, ја му сгрешил текстот, нема врска, тој прав е, јас сум грешниот. Јас му велам кога ќе ти се случува јас и да го сгрешам, а се случува некојаш и да го сгрешат тие, и ќе му речам, така беше, Да. извини, да издеве кога ќе си насмеат, извини, молим те, сгреши. Јас за тоа многу го почитувам овој Петар Малинов што ми е другаров. Он како ги решла текстовите, човече, значи секој текст му е изменет, ама интересен ми е, мене луѓето знаат да се научат, и нивна работа, ама он, и знаеш, има некој што си ги пееме со него, примерно на Отоше Проески, кој беше заспивам само да бидам со тебе, макар на сон да сум твој. И слушај сега. Го сонувам татко ти. Немој, имаше некоја друга, ова е ше. Тивко спија, не, тивко свирам за да може да ме чуе татко ти. Само љубов ќе ти кажат мајка ти и сестра ти. Ама И ги има. ама мора да си го направиш, брат. Не може иначе. Особено ако свириш секој ден, и ако тезги, знаеш, она тераш. Јас не можам, то со народњаците го прамуваве редовно. Како бе, брат? Како свирите, има некои што свират секој ден, од понеделник до недела, по ист редослед, истите песни, на истото место, со истите мими. Морате натера нешто смениш, бе, брат. Не знам, јас ќе пукнам така, не? Ја на многу луѓе го кажувам тоа. Значи има свирки кога што е полно и кога што е атмосферата веќе направена, јас си терам по репертуар, посебно мислам кај мене нема репертуар, ама тоа што ќе ми дојде ќе го свирам и ќе направам журка и супер се. Ама кога е полабаво и кога е онака атмосферата, нели, лабавка, има речеме 10 маси, сега тука треба да правиш да ги анимираш и едно друго, ја прво морам сам да се анимирам. Така Прво е. морам сам да се изанимирам, за мене да ми е јарно и ќе почнам и дури знам, извини ова што ќе го признавам тука, али јас на секоја свирка свирам по некоја нова песна што прв пат ја свирам во животот и почнувам од кај што ќе ја фатам. Јас без то не можам, брат. Јас дур не влезам негде кај што не знам. Така, и почнувам и сега за инаед ќе ја фатам, вака така ќе ја фатам, не дека нема да фатам, ќе ја освирам вака така, ама барем ќе си направам на проба на свирка. Платена проба. И почнувам едно друго, ќе се извртам една, ќе извам, па дори ќе пуштам ај тупаните да видам како ќе биде со тупаните на гитарата што ми се бубњевите. Пуштам со ритам чепаче, ќе имам сега некои матрици у позадина, па и тоа ќе го пуштам вака и ќе пробам, ќе си направам нешто, ова пали за следна свирка кога ќе е полно. Тоа веќе е извежбано ми е. Не, брат, мене ми се случи на свадба така. Мислам ме викат да го успеам тој што е матичниот дел да речам и почетокот таму забавното малци, после си има друга група. Не знам што ме натера. Некој од песните ме подсети на Teddy Swims Lose Control. Многу ја слушав на моменто, ама нема свирено никогаш. И тоналитетот кај што беше оттаму почнав и реков сега кога ќе дојде рефрено, ако немам да го успеам, ојде свадбата. Ама беше пошто љубовна песна, си реков ќе одговара скроз, знаеш. И влегвање и си го погодив на грешка тоналитето, која испука внатре, од странство беа покјато луѓето. Шуо, тоа беше за мерак испадна. Ама се случува, ќе ја љуфниш работата негде и насред строфа ќе сватиш дека ти е високо, ќе си го смениш тоналитето. Кој те позна? Ќе си ја пее. Нема врз. Ја мене, знаеш колку ме имаат викано за тебе за свирки пак ми звонат. Тоа сега ми звонат за свадба. Шуо, телефони да вртат. Ми звонат за свадба, да свири, дали свирите свадба, свири ми, викам. Јас свирам све, брат, свирам што сакаш. И ајде, ќе свириме свадбата и кажувам, викам, гледај, викам, ние, викам, не сме спремни, викам, за народно, викам, ако сакате, викам, малце, викам, да ви направиме, викам, нешто народно, викам, така, чисто да извртите едно оро, нешто, викам, свадба е македонска, ваката, тие, викам, ги знам, тие 20-30 песни, викам, ги знам. Ако планирате, викам, 2 сати, викам, да има
нели ора чочеци, викам, па после викам сад време само забавно, викам не сме ние за вас, одма да ви кажам, викам реално. Инструментално Викам, Владе ќе опушти меѓе свири. Владе после влезе со мене во после екипата. влезе. На почетокот ние бевме рок н рол. Да, бе, да. Рокичи петеравме повеќе Скроз. забавно, знаеш. Да. И нема врска и сакаме повеќе забавно, малце само нека има добро. И ја влегувам на свадбата, правиме љубовните тие што се 3-4 за танцот, ајде сега орото. И правам оро, негде полсат и правам оро едно друго, Јовано, Јованке, не знам, Море Сокол. Тие најубавите што се македонски. Што ги знаеме, гитаристите што ги знаеме Да. соло да ги освириме така. И нема врска, јас свирам нешто 7 осмини, они викаат, знаеш, тај вика уште вика оро. Викам, шо викам веќе, викам уште ора, и му викам нови гитаристот, викам, ја викам ке терам, викам 7 осмини, викам ти, викам нешто, викам солирка, викам прави, викам Барај нека нешто има. да бркај. И ја терам ритам 7 осмини, тапанарот и он 7 осмини, и овој нешто го гледам свири нешто и солира, прави Ој вака така. 4/4. И едно време го гледам ја свири Пиратите од Карибите во 7 осмини. Пиратите од Карибите, викам, леле, луѓето, Game of играат Thrones. така. Не, Game of Thrones, она беше, како беше? Да, И Game of Thrones после ја свириш, затоа ја приспеав таа. Поздрав, Ама Воислав. јако е, брат. Абе, многу интересно Ги испадна. знаат луѓето и интересно ќе И му они дојде. играат, они не знаат, ама ти звучи оро и играат вака така. Инаку сега со Владе го чекаме да дојде, Владе кај да Ќе ќе дојди, не, стигне. лабаво, брат. Тој лабаво дете, Владе. Ќе стигни, Нека одмори малце. ќе ни се придружи на емисијата, онот како влезе со мене во состав, веќе можам да одговорам на што сакаш. Со него ги имам и кафанските, со него ги имам и народните, он кога ќе влезе со виолинчето, крај, растора. Значи човеков си е енергија сам по себе, влегва Да, и освојува терен, тоа е тоа. Гледав сега со Илинден, пошто го снимав концертот на Илинден и му влега со виолинчето. Скроз. Замерак. Ние со него знаеш што правиме? Почнува нешто, не знам, несаница, ја терам иди, несаница, не освајај, знаеш, фаќа Thunderstruck, на виолинката Thunderstruck и од Thunderstruck се враќаме на, не знам, Море Сокол пие, од Море Сокол пие, одиш Pulp Fiction, и абе, урневе, луѓето не знаат што свириш. Абе тоа брат, треба и да те бива, треба да го имаш тој духот во себе. Владе го има, Владе. Има, како не. Опасен е. Битолчанче наше. Он, Илија Лазевски мора да го поздравам, он ми беше гитарист десна рака, сега го менва Ангел Арсов, и Илија малце паузира од оправдани причини. Ангел Арсов е исто гитарист, што е толку многу креативен, што има напишано преку 30 текстови човекот, негови музики, негови текстови. Ја снимив со него, негова песна снимивме заедно. Значи, песнава е врв. Баш ќе ти ја пуштам да ја пуштиш, та она Демон се вика, али е Ќе пушташ, бомбон. Спотчиња имаш снимено. Имам снимено. Ајде, зубо нека е, треба да излегва нешто ново, што е. Па да ти кажам, многу бавно ми оди. Многу бавно ми оди тоа, особено и со свиркиви, и со работава, што ја работам од дома со програмирањево, и со сите други работи што ги работам, и со фотографија, и со чуда. Баба, И тоа е. сега Нашите се професии снимени. се такви. Снимени се 5 песни, се снимени перфектно. Поздрав до Јордан Манов и до Зоран Стојановски Зонде. Снимени се перфектно 5 песни со вокал, со цел аранжман, со се. Имам на 3 од нив мој текст, на 2 се на Ангел Арсов текстот, али буквално и спот снимавме и сега фали само монтажа на видеото. Леле, тоа монтирањето колку време. Ја почнав сам да го обрабам, па ми треба поја компјутер, ми сецка кај мене на компјутер. Па ајде сега порачав нов компјутер. Па му звонев на друг монтажер, да ти дадам ти да ги измонтираш, па на трети ти ете и Јас Матеј да го скарам, Матеј ми е видеографот, Матеј Милев добар многу видеограф, али презафатен, ќе морам малце да го седнам, онака со кило ракија, работи. Се тука, да. Не, брат, не да те плашам, ама јас имам едно печес од лани оломнани што се спремни. Додуше, јас, кај мене е проблемот дур да го договорам спото. Ако е за некој друг, ќе го договорам утре, не е проблем. Кога ќе дојди за мене, стално се нафаќам на други некои обавези, си викаш, ај ќе го направам. И ене и така стојат. Ако ќе го снимам, ќе го суредам јас после. Не ми е онакво. Ама дур да го снимам, терсене. Баш кај жената ми беше главен камерман кој бев јас во кадар, па беше трудна периодот, сега со Малио, не можам сега да викам да ми снима, уште е Малио мал, уште 3 недели има, нема ни 3 недели колку има. Така што здравје Боже ќе биде ај после Нова година, таму после празниците може да да направиме нешто. Така си викам и јас цело време викам, ајде нека помине ова бурата што е
пред Нова година и тие празниците, па после ќе морам да најдам некоја друга формула, малце побрзо да одат, пошто знаеш, снимено е се во секој спот ми глуми различен модел и тие си ја завршија ако перфектно работата, знаеш. Глумици баш онака направивме супер се спотче. Секој спот е со различна тематика, на различна локација снимено, нешто една е агресивна, друга е позитивна, трета е тажна. Знаеш, се и се што и сега само чекам да видам онака готов производ, спот, да го објавам, да биде ги пуштаа сега на радија, ги пуштив малце на радија, нека вртат пред да ги објавам спотовите. Може е грешно, може и не, ама нека вртат песните. Нека вртат, порано така беше, бе, брат. Порано радиото беше онаквото, сега без спот не преш ништо, ама нека вртат. Ги пријавив вамо во зам, ги пријавив песничињата, 5 песни се сега за сега, уште 5 ми се спремни аранжмани и музика, само вокалите ми не ми се снимени, затоа Јордан ќе го чекам малце и он. А може ми со тебе тука, гледам убоси направил студио. Можеш се, не да мазеаме работата на Јордан, далеку од тоа, ама не е проблем, брат. Јас ти викам за друг коке, не е проблем. Ќе најдам време ќе сработам. За мене не си го сработвам. Ама тоа е, ќе биди бе, ќе биди. Си велам дека 2026 ќе биди помузична година, да речеме. Може, ајде. И ќе пушташ, ќе кажуваш, ќе пуштаме тука, ќе дојш уште еднаш, ќе ги маниме во живо, ќе си промовираме и си направиме. Што сакаш сега да маниме нешто весело ми се свири, бе? Не знам што по свадби четворки онакви свири, што ги ката румби чуда. Се што сакаш свираме, се што сакаш. Че да видиме што да видиме како беше? Целиот живот го помина под тие пусти веани, чалги му беа другари, песни му пеа до зори. Младоста цела ја помина, Владе фали, од тие пусти сокаци. Еве го звони надвор. Пекари му беа другари, чекај тие го носеа до зори. Ајде земји го тија ги свирам. Дајте му нему вино ракија, пак нека пие да се опие. Еј мори мове, малој мове, тој е оној стар мераклија. Еј мори мове, малој мове, тој е оној стар џумбушлија. Јосте сам. Дајте му нему вино ракија, пак нека пие да се опие. Не остај сам во студио, човеков сега да е. Еј, мори му бе, малој мој, тој е оној стар мераклија. Еј, мори му бе, малој мој, тој е оној стар џумбушлија. Дојде, Владе, ќе снимаме уште не влезем. Директ со Ајде, на. Шо ни влезе вака Премештени направи. Тоа е лабаво, зато лабава викам. Кај беше до сега, море, шо правеше? Се спремаш. Се спрема, човек. Небе на испит беше, полагаше. Полагав да од това. Чекај, кај учиш бе, човек? Осте не прашвај. Средно музичко. Средно музичко. Испити полагаш уште таму? Шу. Ами да се земам некој испит инструменталец што ми останеа. Лабаво. Лабаво, брат, абе лабаво шо.
Абе, со два факултети е човекот, не е битно дали се заврши или не се, Нема него со два врска то, факултети. нема врска. Битно те фалат, многу си внесвал дух убав во приказната, бе, влегваш, свириш низ врата одма со виолинче. Одма влегвам. Да, Те гледав и некни со Илинден, му влезе, не знам што свиреше таму нешто од тие ората, види го, рекол, и те коментира и во народот, ти кажем, него оној со косата што свири, вика. не знам кој кај нас што свири, рекол, Со кој беше колуп кај нас. напред влегува, ајде. Сакаш да слушниш, слушај Ајде, да сега. видиме. Тебе, зора сванула, тебе чекала сам. Викторе, зора сванула, тебе чекала сам. Срце е моје виолина, што ја дираш кад не знаеш да свираш. Немој да квариш, најлепше звуке, место песме, зачучеш јаволке. Срце е моје виолина, што ја дираш кад не знаеш да свираш. Немој да квариш, најлепше звуке, место песме, зачучеш јаволке. Сега треба да станеме. Сега спремен сум со ора, колку сакаш. Сега модулација е. Ајде, пати ја со сами малку, со сами пати ја малку. Да си набајро и гричат каса со заво, Како беше тоа? Со во уста го главаш и... Ей! И одеме на другата. И првата. Uz tebe sam htjela ljubav piti, crni oči mesto vino piti. Uz tebe sam htjela ostariti. Uz tebe sam htjela ostariti. I jutro je, sa. Kad te nema vole da se nisam ni probudio, nema mesta na jastuku koji nisam ljubila. Željo moja, željo moja, željo moja. Kad te nema vole da se nisam ni probudila, nema mesta na jastuku koji nisam ljubila. Željo moja, željo moja, željo moja.
Видиш што ти направи. Море, машини се виле вие, море, човек. Видиш што ти направи. Вежбанови или го имате манато нагрешка негде? Нагрешка. И од тука натаму вака го свири. Не, нагрешка уште 15-20 ги испајме вака нагрешка се. Ама најубаво е така веќе. Ни тера, ни да мислам. Човеков те е апсолутен слухис, буквално апсолутен слухис. И може да фати буквално ја малце ќе го подзапеам солото, они да не го знае солото, он го фаќа од прва солото на виолинче го. Нема мрдање со битолски деца, брат. Баш. Да. Опасно сме битолчани ние. И искрено да ти кажам со неколку души што имам свирено, виолинисти сите се од Битола, не знам што се деша, Димитар од Битола, имаше, како се викаше, Стефан исто, Владимир, сите од Битола сте, што се деша со виолинистите од Битола. Игорче, ова, знаеш колку ги има? Во Македонија има 10 виолинисти, 5 се од Битола. 9 се од Битола, да не претервам. Јас да ти кажам искрено вака го речиш виолинист, само на битолчани ми текнувам. Стварно. Сигурно, значи на факултет сега не се колегите не се навредат, сигурно има луѓе од Скопје, не викам не. Не, таму си е. Ама кога ќе речиш виолина некој што свири се можно, одма на битолчани ми текнува. Не бе, ој ти викам врата отвара со виолината, како отвара врата, врата отвара слонот, како преслонот, како да разговараш сега да не отворам. Прејак си живи очите. Прејак. Слодич, те гледам тебе ми свириш и со Илинден и со него свириш и сегде свириш. Кај се наоѓаш најмногу со музиката или сегде се наоѓаш? И со хип-хоп артисти, и со Огнен ти имам гледано свириш и со овој, со сите. Сегде се наоѓаш во музиката? Сегде ќе ме најдеш. Шубо. Замерак. Човеков ти свири буквално од Нирвана до Силвана на виолината. Го гледам чим со забија свири. Удри му една молња. Ете го сега. Удри му една молња. Го исили. Ајде да видиме. Ами како? Крај. Нема мрдање. Јас едно време ќе мани. Уште тафали. Може. Ке влези и вода. Абе, има, ете баш и за него можам да го кажам истото и за Илија претходно што ми беше. Јас на свирка пратам сите буквално ги пратам од крај до крај да видам кој на која маса што сакат, кој гледа на кај музиката, што ја пратам све и музика и чеке дали работи звучникој и дали ми добар микрофон се, а они само мене ме пратат. Они ме пратат мене да видат кај сум, добро, овој почнува песнава крај тука си. Владе до душа, он знае да забега низ публика, да не можам да го најдам кај. Добро сега, тоа е битолска работа е тоа. Да, не знам кај, за човекот свири од негде, ама не знам од кај свири. Не е до човекот. Битно свирам. До градо е. Али ете, или Јангел, они се до мене и се ме пратат мене. Не ги интересира луѓето од нив. Не, тука се они кај мене. Нема брат, тоа е до градо е, јас да ти кажам. Мене ми доаѓа, тој што беше Војеслав гитаристов и не ми доаѓа некој од публика и ми вика ајде те молам, вика од IQ, вика убаво. И ја му викам на Војеслав, викам ајде викам убава. Која бе, вика брат? Викам убава и тој гледа низ публика. Која бе ти се види убава? Не убаво. Ние да не викам. Преако, живи се. Има такви случаи од свирки, има многу. Милион. Чекај сега, вие бевте претходно 90 Strings. Се уште сме. Уште сте 90? Се уште сме 90 Strings. Без разлика што Ристе канонџијата, мај браточет, он се
помалку има време за свирка, ама чат знае да го земи канончето и да дојде со неговите 78. Али две гитари и канон правиа 90 strings. Сега, место 78 си зедов 4, што звучат како 78. И тоа е така, брат. Некојаш не е добро. Некојаш не е добро. Јас ми рече еден останати две жици на гитарата, шо бе, реков со две свириш и се смеи. Абе, сите знаете на 6 рече, ела со две и свири да те видам. Абе, реално со канонот е многу убава енергија, многу убава атмосфера, ама по-лабава атмосфера. Канончето си е турски жар, ориентално, инструментално, додека со виолинава ние влегуваме во Кај све. сакаш, Знаеш, и башка, со него и со фул бенд свириме. Значи, кога има бубњеви, јас го фаќам басот, има електрична гитара и он си е на виолината, има електрична виолина, уште една има електрична. Јуше процесор клајте му и него да стапне. Има. Преку лаптоп. Има преку лаптоп, пушта дисторзии и тоа е интерес. Кога ти ја засвири цеца со дисторзија да видиш како ти звучи. Правевме ние тоа со The Streets пред 15 години, имавме кој толкаво вака процесорче рачно и гитарско, ама на виолината клаено и многу беше јако, брат. Да. Значи, многу ти ние бевме некој исто состав виолина, гитара, јас со пианото и Огнен битбокс. И немаш бас, немаш и сите свириме нешто, мора да свириш. Така е. Оти малце луѓе. И беше лудница, брат. Ама ме бендисва вака што си правите комбинација. Јас со оваа гитара сега имам многу опции. Од свиркава претходно што ти ја кажав, што ти бакиш од тупадна, си ја купив, скапа играчка е, Ки многу ти е велев, скапа. оттаму да не ја зеде, Да, да? оттаму ја зелов. Али конкретно на оваа гитара, ова ти е нешто како сайзер. Си има бубњеви, си има ритам, можам цели матрици да пуштам во позадина, можам, не знам, да звучам како гајда, како саксофон, чуда, се и свашта има на неа. И баска си имам вокал процесор што ми држи терца на мојот вокал, значи можам и 3 гласа да пуштам, две, значи и примта и терца. И сега кога ќе застанемете Владе, кога не е со нас, да речеме само двајцава кога сме со гитарава, он има MIDI контролер пред него. Стави MIDI контролер. Гитарава и доле 12 педала. Едно педало за стрингс, додека свири му држи стрингс во позадина. Другото е фаќа на MIDI контролерот. Со едната рака свири тука, на другата па фаќа тука. И јас свирам, пеам. И луѓето се чудат, кај има сега и клавиатура, и тапани, и електрични, и бас гитари, и ритам гитари, и уште 3 вокали пеат, а двајца не гледат горе набина. Тоа е тоа. Исто ко ѓаволо што правеше со Шајн. Они се веќе друго тоа, они се перфектни во тоа. Да, јас, добро, тие се стварно перфектни во прига. Јас исто носам луперче, носам вокализеро, онај се почнува ритам, почнуваат поќе гласој, свириш, пееш, гледат луѓето, барат, никој не пее со тебе. Па и ќе му зборниш со 3 гласа, добро вечер, опа, добро вечер. Ќе го скреш. Да, мене ми доаѓаат на свирка и ми викаат после свирката, се убаво, хубава журка направивте, вика, многу во звучите. Него кај вика лаптопот, вика позадина, вика шо пее, вика кај, викам не бе, викам нема лаптоп. Абе не, вика не ме заебавај, вика на матрици, вика свирите, вика глумите, вика викам не знам дали да го сватам како комплимент или викам да ругаш нешто. Да, скоро комплимент е дефинитивно, ама преако кога ти речат така. Викам не знам, матрица. Викам немаме матрица, викам се, викам лайф. Шу. На мани му ше нешто и да бегаме и оти нова година дојде. И стварно кој е? Се заборавивме не, 10, 9. Немој да не го изброиме грешка, ќе ги изразваме луѓето пред време. Ајде вака, знаеш што, ќе направиме една што ни е нас омилена со Владе. Може. И после една пожикна за крај и да си завршим. Може. Ајде Владе, спремен? Роден си спремен? Не, роден сум спремен. Јен, два, 1, 2, 3 и... Палашевич. Ова ми е омилена на себе. А многу го сакам Палашевич. Ја си го сакам. Многу сакам. Носила е јелек свилени, као песми народној. И крстич сладно ланчишу, да неко чека наводно. Ото су биле сватови, све кичени и значени, а ми смо болje свирали, тек што смо били плачени. Ал добро sad, носио сам шал од кашмира и прослук прод кортајнама.
Букве су ја чувале, тетке са ладним знајнама, ко срна не ја гледала, жалосно песно суđена, чије си биле пиргаво, што ни си мени суđена. Па да, ајде, 1, 2, 3, еј, пусти ко се пуне полена, ајde, башуинат баба рогама, опа, дигни сукњу изнад колена, знам да гриеш чардаш у тим лепим ногама, еј, долети мала селице, ту на моје златне живие, ватра шара моје сенице, разби нешто и заиграј лудо дивие. Опа! Рекох јој бежи мани се и тражи воле партије. Па да, премала е моја тамбура да те од киша сакрие. Рекох јој, јас сам само ту, да време брзо пролети. Ја носим чизме с китарке, мене е тешко волети. Па да, 1, 2, 3, еј, пусти ко се пуне полена, ајde, башуинат баба рогама, опа, дигни сукњу изнад колена, знам да гриеш чардаш у тим лепим ногама, еј, долети мала селице, ту на моје златне чивие, ватра шара моје сенице, разби нешто и заиграј лудо дивие. Опа! Ајде, младе! Опа, цупа, 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 опа, цупа. Арно прекинав, ќе ви го заедам крај. Шубо. Да ти кажам, имам заборавено дека од Балашевиќ ова песна. Ѓорѓе Балашевиќ. По баладичните си ги пеам обично. Има една иснимена, ми ја тргна од YouTube. Да, имене, и тоа многу убави коментари има за песната и наједнаш многу гледаност. Одлично. Али ми ја тргна од YouTube, пошто има некоја забрано ставено за негови песни. Нема врска, човеков си го поштувам, му бев на последниот концерт, тоа ми беше онака желба животна, ми се оствари и така да прекрасно. Сите песни. Кој ти омилен изведуваш, Владе? Чисто информативно. Сами од себе си. Многу тешко прашање. Ке речиш нејнат ми омилен. Зато викам тешко прашање. Многу добро го пратам, знам од прилика што ќе почне следно, така да, од прилика така, ние погодени сме си со енергија. Сега што ќе направиме новогодишно. Сега новогодишно, што да направиме новогодишно нешто? Што имаме новогодишно? Ништо, Дедо Мраз. Ни удри 2-3 шамари. Не имаме за сакаш Марина ќе јаси на божишно јутро. Ајде Маринчето, така тргна приказната. Нешто нам јас сама не врска. Пам-парам, парарара, пам-парам. Ја немаме свирено сами. Затоа го запеам соло.
дошол сам на njena vrata, da joj kažem baš da odlazim. Jer niko nije znao sakrit suze ko Marina. A kakve boje oči imala? Imala je oči boje vena, boje vena, boje Dunava. Ulej, ulej, boje vena, boje Dunava. Ulej, ulej. A ja ne mogu bez nje. Bože, Bože, spasi me. A ja ne mogu bez nje. Bože, Bože, spasi me. Ja ne mogu bez nje. Bože, Bože, spasi me. A ja ne mogu bez nje. Bože, Bože, spasi me. Знаеш дека и јас никој женем свирено? Знам. Реаго. Оче имаме слушано по свирки вака. И уствари сватив кој рече Марина, сватив дека цела ја знам, ако ја немам свирено. Ја имам свирено многу по запивки. На свирки не толку многу, али така? по запивки е песна. Си тргнува така кога се запие. Една да има Марина и толку. Готово, решено онакво. Ама добро, божично јутро, тоа ми се свиѓа Да, така. битно дека Точно. божично. Дечки, Фала ти да не многу. ве држам и вас, си имате свирки новогодишно. Кераме за кочани без крај. сега, вечер свириме таму на некоја приватна Машала, забава, машала. почна малци и таму да се размрдува атмосфера За мерак. и така. Ајде, полека се ќе види, брат. Така е. 2026-та, само убајни, да немаме поке лоши моменти, неуба и такви, да Така имаме е. само убајни, И здравје. само радости сегде, здравие, среќа, викат кога имаш среќа, секи имаш и здравие и ова и она, Так, ќе ти так, се наместат так. коцките. Така што, дечки, фала ви многу што ми дојдовте. Владич, фала ти што влезе од нигде никаде, шубо ја освежи работата, немам да те опишам. Па да ни дојдиш, па ќе те викнеме Па ќе вака, те да си Ќе ви дојдам. посвириме. Готово. Така, дечки, уживајте, уба новата година да ви биди. Исто. Свирки тувај, се што сакате ви се исполни. И па да ми дојдите да се дружиме. Готово. Божи. Се гледам исто и те убаво се гледам. поговориш за така. нова година. И дечки, и ви е убаво да ни дојдите, ај вака широко ќе ве поздравиме, оти обично онде по крупната, Владе во крупен план напред. Уживајте, ќе се вратиме ние пак, имаме уште гости вака новогодишно. Почекајте малце на шпица да маним и се враќаме. Ајде, поздрав. Поздрав.